Се наоѓаме пред ателието Артика во населбата Димо Наредникот во Прилеп, кое што е лоцирано веднаш до Кам Маркет или зградата која што се нарекува Сончева палата. Функционира уште од 2021 година и ова во моментов е единствениот ваков уникатен простор каде што децата и младите на еден навистина креативен начин имаат можност да го изразат својот талент. Него го водат уметниците Елена Димовска и Методи Исков, кои што ќе ни кажат многу повеќе околу функционирањето на ова ателје, но исто така ќе имаме можност и да го погледнеме целиот творечки процес на младите. Ајде да погледнеме како изгледа еден ден во ателието Артика. Здраво! Здраво! Како сте? Одлично, како сте вие? Добри, еве дојдовме да ве посетиме во ателието Артика. Супер, Миланија. Како што кажав, го водите вие и Методи Исков, кој што се наоѓа позади. Здраво! Во најавата кажав дека студиото функционира уште од 2021 година и еден навистина уникатен простор во Прилеп, можеби единствен ваков тип, каде што младите на еден специфичен начин имаат можност да ги искажат своите таленти, па би сакал да поразговараме малку повеќе околу тоа. Супер. Како се роди пред се идејата за формирање на студиото, односно ателието Артика и кога? Со колегата Методи Исков се познаваме уште од нашите студентски денови, како колеги на Факултетот за ликовни уметности, соработувавме од секогаш. И со оглед на тоа што двајцата имаме искуство во едукација, односно како наставници по ликовно образование, а имавме интереси за индивидуални часови, одлучивме да ги споиме силите и да направиме нешто заедничко, односно тоа што би го правеле индивидуално да го издигнеме на малку повисоко ниво и така всушност дојде, имавме и простор, значи ги имавме сите потребни ресурси за да го основаме ателието и тоа се случи за време на короната, за време на ковид пандемијата. Тогаш всушност се разви идејата, тогаш разговаравме и при првата прилика кога можевме да реализираме часови, започнавме. Во што се состои неговата уникатност? Во тоа што сме единствени на овој простор, не само во Прилеп, туку и малку пошироко. Во тоа што практично создаваме мали и големи ликовни уметници, со тоа што многу од децата кои што посетувале часови тука веќе го имаат својот пат трасирано кон Факултет за ликовни уметности, кон Средно уметничко училиште Лазар Лучијановски во Скопје. Исто така имаме и ученици кои што одовде учесници во нашите активности, кои што се запишале на факултети за дизајн, кои што се запишале на факултети за архитектура, што значи јас би рекла дека уникатни сме по тоа што одовде излегуваат луѓе кои што и понатаму ќе се занимаваат со естетика и со уметност, без разлика дали Факултет за ликовна уметност би бил нивниот избор. Сето она со кое што тие ќе се занимаваат во иднина и да им остане како хоби, значи ние сме имале огромен удел во тоа. Со каков вид на техники се работи тука? Па, скоро сите техники ги опфаќаме. Работиме цртање, сликање, работиме и делови од графика, работиме делови од вајарство, моделирање конкретно со глина. Почнуваме со поедноставни техники на почеток, за да ги воведиме учениците во тоа што како се црта првично, а понатаму како се работи со останати техники кои што се малку покомплицирани. Од сликање работиме со повеќе видови на техники, значи почнуваме со пастели, со акварел, акрил, од графика работиме линорез, заради тоа што словите за други техники графички се многу комплицирани. Оној кој што ќе се одлучи да студира уметност понатаму ќе ги провери останатите графички. Што значи уметноста во секојдневното живење и функционирање на младите во текот на 24 часа и посетувањето на ова ателје, според вас себе како нивни наставник? Тие најдобро би кажале, ама според моето искуство, односно на што јас го гледам, многу значи, заради тоа што имаме деца и поголем број од децата кои што доаѓаат од нашите почетоци. Значи, доколку тоа само зборува дека тие се чувствуваат добро кога се тука и дека се задоволни со тоа што го прават тука.
Исто така, резултатот сам по себе кажува, значи напредокот нивни, од каде почнале, како изгледаат нивните цртежи сега, нивните слики сега, тоа што имаат добиено бројни награди, деца кои што посветувале часови тука на различни конкурси на кои што конкурирале индивидуално или преку нас, мислам дека тие уживаат позитивно искуство во секој случај. Тоа е моето мислење. Навистина е интересен процес на творење на децата. Како поминува овдека еден обичен, типичен ден во ателието Арктика? Обичен ден поминува прилично зафатено. Можам да кажам дека започнуваме околу 10 часот наутро. Децата доаѓаат, веќе се навлезени во процесот, со самото нивно доаѓање си припремаат материјалите, си земаат материјали тие што им се потребни за работа, го опремуваат својот простор за работа. Во текот на часот, да речам, имаме вовед во кој што го задаваме мотивот и техниката за работа, пристапуваат кон изработка на тие техники, ние потоа индивидуално им помагаме да ги усовршат тие техники. Често разговараме со нив за секакви теми, во смисла на која книга ја прочитале последно, која песна ми се допаднала, дали забележале некој лик интересен, сето тоа да ни послужи како инспирација за понатамошни мотиви, дали се пейзажи, портрети или илустрации, например. Им задавате одредена тема или секој дете црта според својата инспирација? Кога обработуваме нова техника, тогаш им задаваме ние мотиви заради комплексноста, да речем, на техниката, за да може полесно да ја совлада техниката, отколку да обрнат внимание, пример, на мотивот, односно да биде то да изгледа мотивот добро, но техниката да може полесно да ја совладаат. Колку деца го посетуваат моментално студиото Арктика, во какви групи се поделени? Моментално имаме околу 60 членови во ателје. Поделени се во повеќе групи, односно според возраста. Имаме од најмала возраст од 5 години па се до средношколци, а минатата година имавме и група на возрастни. Истото прашање слично може би ја прашав Елена, кој е бенефитот кој што го добиваат од младите при посетата на Арктика? Освен да речам техниките и новите знања што ги придобиваат, воедно се развиваат и моторичките вештини, нормално погледот, односно гледањето, окото со моторичките, со раката се поврзуваат така што можат полесно да извлечат цртежи. Се стремат, да речам, како кон дизајн, архитектура и... Дали имате соработка со други вакви ателина во Прилеп, надвор од градот, соработка со други уметнички студии, некакви учество на настани дали земаат младите? Досега сме имале доста, да речам, учества на различни настани. Можам да издвојам дека веќе втора година сме дел од арт хепенингот на Ротари клуб на 3 ноември. Имаме соработка со музичкото училиште Алто, каде што таму беше представено концерт, а воедно и изложба. Имавме дел од сценографија на еден хуманитарен концерт. Бевме дел од театарските игри, како работилница најмладите што можат да креираат. И во скоп на, да речем, на
на сите овие работи, да речам и создавања, на крајот на годината секогаш имаме завршна изложба, која што членовите ги покажуваат своите изработки. Каде се одржува тоа? Таа изложба се одржува тука, во нашето ателје. Како може овие млади таленти да бидат дел од вашето ателје? Кој е начинот да дојдат тука и да станат членови? Имаме, мислам, можат да дојдат да пробаат прво дали ќе им биде добро, дали се пронаоѓаат тука, дали ќе им биде пријатно, дали да го пробаат својот талент практично. И потоа врз основа на нивното искуство продолжуваат, а начинот е нормално да не контактираат нас, мене или колегата Методи. Затоа што имаме Facebook страна, имаме Instagram страна, двата телефонски броеви се истакнати на двете страници и тоа е практично начинот како што можат да не контактираат. Ова беше само дел од таа приказна за уметноста, која што сакавме да ви ја пренесеме. Останатата половина или вториот дел од оваа емисија ќе го продолжиме во кафулето Лувар во Прилеп, која што е единствено од ваков тип исто, значи не е само место каде што може да се напиете кафе, чај или останати пијалоци, но исто така е на голем начин поврзано со уметноста, тоа е на еден начин и галерија, простор каде што се одржуваат голем број културни настани и е можеби единствената самопослуга за кафе во градот. Такму така. Јас би рекла дека ако овде се одвива, се случува уметност од мали нозе, понатаму продолжува во Лувар на ниво на Прилеп. Ќе погледнеме и тоа како изгледа, се гледаме вечер во Лувар. Гледаме таму. Како што и претходно најавивме, еве сме во кафе галерија Лувар во Прилеп, навистина уникатен простор во градот кој што, како што и кажавме, освен како кафуле, функционира и како галерија, како простор каде што се одржуваат голем број разни културни манифестации, изложби, поетски читања, па дури и драмски представи. Исто така, овој простор позади мене функционира и како единствената кафе самопослуга во Прилеп. А како сето тоа изгледа, ајде да погледнеме. Здраво повторно. Здраво. Како сте? Одлично, вие како сте? Еве, дојдовме да го погледнеме и кафулето Лувар. Претходно бевме во ателје Артика, навистина импресивен простор, каде што младите таленти имаа можност да се запознаат со ликовната уметност, а како што најавив и овој простор е поврзан и тоа многу со уметноста, не е само обично кафуле. Баш така. Повелете. Но претходно, како што кажав, ова е самопослуга, односно гостите кои што доаѓаат тука треба сами да си порачаат и сами да си го земат пијалокот. Точно така. Да порачаме. Што сакате вие? Еден чај. Јас сакам еден чај, значи 2 чаја. Значи го земаме овој уред кој што потоа ќе ни каже кога ќе биде готов нашиот пијалок. Да седнеме. Пијалокот веќе е порачан, треба да стигне за некоја минутка. Како започна идејата да се реализира за отворање на овој простор во Прилеп? Кој беше основниот лајт мотив? Прво, заедно со мојот сопруг Кирил, размислувавме околу тоа што би можеле да отвориме. Односно, прво ни недостасуваше алтернативен галериски простор. Јас, гледајќи низ призмата на млад уметник, кој што сака да добие шанса да изложува и да се представува не само во простори кои што се државни галерии. Во Скопје, например, има алтернативни галериски простори во кои што можат младите уметници да изложуваат сопствени дела. Во Прилеп приметивме дека тоа го нема и од тука тоа беше појдовната точка, но како галериски простор сам по себе не бевме сигурни дека би привлекол доволно внимание, заради тоа што галериите обично работат при одржување на некакви настани, изложби и тоа е некако еднократно, нема константна фреквенција на тие места. Значи тука е тој спој на кафе галерија? Да. И тогаш одлучивме, дојдовме на идеја дека доколку го споиме галерискиот простор со нешто друго во ситуацијава кафе, би била фреквенцијата многу поголема и уметничките дела кои што би били изложени би
автоматски би добиле на публицитет. Значи некој да дојде кафе да пие само, би имал прилика да гледа уметнички дела на тоа место. Да, за целиот простор тука, како што може да се забележи од самите снимки, е исполнет со слики. Дел се ваши, но дел се и од прилепски автори кои што на некој начин, односно ги продаваат сликите тука и посетителите може и да си купат. Да. Сликите кои што ги има во кафе галерија Лувр се од прилепски уметници. Тоа не значи дека не би имале слики и од други уметници од други градови, но фокусот е на Прилеп конкретно и на прилепските уметници и на представување на локалната прилепската уметност која што се создава тука. Колку сте задоволни вие, колку уметниците еве откако е отворен? Па изненадени сме, тоа би го кажала. На почетокот бевме скептични, ама свативме дека има љубители на уметност, има љубители на сликарство, има луѓе кои што сакаат да гледаат, кои што сакаат да купат уметнички слики кои што се наши. Значи тука можеш и да уживаш во пиењето пример на кафе, на чај, да гледаш уметност, но и потоа да си купиш. Еве го пијалокот стигна. Значи ова е уредок. Да продолжиме каде што да станавме. Рековте дека сте изненадени од тоа како почна да функционира кафичот, се продаваат делата, од каде се доаѓаат луѓе да ги погледнат делата, па и да купат? Најголем дел се прилепчани, кои што се веќе запознати со имињата кои што се автори на уметничките дела, но исто на наша голема радост имаме и публика и посетители кои што се љубители и на кафе и на уметност, кои што доаѓаат и од други градови, па дури и странци, така да кажам, кои што доаѓаат на посета тука и разбрале, слушнале дека има ваков простор и доаѓаат конкретно за да го видат просторот и да го видат уметничките дела кои што се изложени тука. Значи, практично од секаде. Функционира просторот и како мултимедијален простор, не само како галерија и за пиење на кафе, него тука се одржуваат, како што и претходно кажав, па дури и театарски представи. Да. Во склоп со театарските игри, со фестивалот Војдан Черноденски во организација на фестивалот, имавме и представа која што се одржа тука во нашиот простор. И не само тоа, имаме бројни поетски читања се одржале тука, имаме, можам да го речам и традиционално заради тоа што 2 години поред се одржува поетско читање на Филип Илина, Љубење со стихови, кој што се одржува за 14 февруари, односно за Денот на влюбените. Сме имале промоции на книги, изложба на групна изложба од Друштвото на ликовни уметници Прилеп се одржа. Исто така индивидуални изложби, самостојни. Исто така имаме одлична соработка со организаторите на Winter Apricots, кој што е фестивал за краток филм. Во нивна организација се одржа проекција на филм овде во нашиот простор. Во теков на изминативе 2 години исто често организиравме Wine and Paint настани, односно настани на кои што се комбинира вино заедно со сликање и слични настани, можеби нешто заборам во моментов, но во настани од тој тип. Интересен концепт, навистина уникатен. Каде се гледате увиди на себе си и која е целта што сакате понатаму да ја стварите? Она кое што сакавме да го постигнеме, иднината која што гледавме пред неколку години, веќе ја постигнавме. Ова е тоа што го имавме замислено и многу сме благодарни што сме тука каде што сме во моментов. А тоа што сакаме да се случува понатаму е едноставно да течат работите со истиот тек како што течеле досега, да се одржува ова што се случува и понатаму, вака како што е.
да се одржуваат повеќе изложби, не само тука на би сакала јас да се одржуваат на повеќе места, да имаме култура на гледање, на посматрање, на создавање на уметност на едно повисоко ниво од ова што го имаме во моментот. Да, на Прилеп му треба култура и навистина ова кафе галерија е една од тие светли точки кои што дава надеж дека се уште можеме да го вратиме стариот сјај, но и да бидеме многу повеќе. Така, баш така. Елена, ти благодарам на издвоеното време и на разговорот. Еве една порака од нас до гледачите, а тоа е дека сите оние што го посетиле ателието Артика или кафе галеријата Лувар, продолжите и понатаму да ги посетувате, а вие кои што не сте биле тука, обавезно да дојдете, затоа што навистина и двата простори, и ателието Артика и кафе галерија Лувар, навистина се уникатни простори какви што нема во Прилеп.